Се наоѓаме пред објектот на Македонската филхармонија. Во сабота започнува 25-то јубилејно издание на истински музички свечености. Организатор секоја година Дирекцијата за култура и уметност. Добро утро ќе кажам на мојата соговорничка, програмски директор во Дирекцијата за култура и уметност Василија Чали. Добро утро. Добро утро, Вети. Благодарам на поканата. Веќе се подготвено, можеме само да ја промовираме програмата, значи во сабота во 20 часот ќе биде? Во 20 часот почнува отварањето и тоа во Македонската филхармонија. Го започнуваме отварањето со Националниот џез оркестар и концертот Македонски снаевиденија. Ќе биде во камерната сала? Така, да. Така. Ајде некако на 25-ти можеби публиката очекуваше почеток секогаш било во ноември, нешто порано, уште можеби и подобро, бидејќи есенски музички свечености, есента е навлезена, се совпаѓаат датумите. Ајде да ги објасниме и да ни ги кажете датумите за другите концертни вечери. Така, значи започнуваме на 25-ти официјално, потоа имаме на 31 октомври концертот, соло концертот на Ѓорги Шаревски, тоа е во КИЦ. Генерално сите концерти се во КИЦ, освен концертот на аматерскиот женски хор Фрида, кој што е во Музеот на македонската борба. Потоа имаме концерт будачки квартет на Пламенка Трајковска. Тој концерт е исто така поддржан од Министерството за култура. Имаме концерти меѓународни гости, се разбира како и секоја година. Од Шпанија ни доаѓаат, тоа е исто така проект поддржан од Министерството за култура, заедно со поддршка од Скопје Класик. Потоа имаме гости од Хрватска, Звуците на срцето и душата, тоа е мал камерен рецитал. Потоа имаме концерт на 10 всушности завршуваме со ансамбл Т1 од Турција, кој што се ансамбл кој што претежно свират во Европа, но се стационирани во Виена, и тоа е наша заедничка соработка со културниот институт Јунус Емре од Скопје. Так, ги кажавте програмските вечери, концертните вечери, сите ќе бидат во салон 19 во културно-информативниот центар. Сега за датумите повторно да не ве прашувам, целосната програма каде може да ја погледнат и каталогот целосен и за музичарите и за нивните биографии, воопшто за програмата. Така, значи каталогот е веќе објавен на нашата Facebook страна, односно на нашите социјални медиуми, на сите страници кои што ги имаме. Таму е нормално и програмата, значи датумите се 25-ти, 31 октомври, потоа 2 ноември, 5 ноември, 6 ноември, 7, 8 и 10. Сите се во 20 часот? Сите почнуваат традиционално во 20 часот. Така. Успеавте годинава, навистина како дирекција, есенските музички свечености, иако со скромни средства, морам да кажам, сепак една богата понуда на меѓународен план. Имаме гости навистина и од странство. Мене ми е особено драго што публиката ќе има и годинава можност да погледне светски познати имиња, како домашни, така и надворишни, особено сега да не го истакнувам па да испадне дека ги изоставуваме и другите. Шаревски на Скопско лето учествуваше, имаше прекрасен концерт, нели? И мислам дека повторно македонската публика ќе има можност да ужива во есенските музички свечености. Само за крај би сакала само да ни споменете, остануваме тука со есенските музички свечености. Знам дека сте неуморни, знам дека ако уште 2025 нема завршено, веќе ги имате некои содржени и за следното Скопско лето. Така, значи не само за Скопско лето, ние сме во подготовка и на други настани. Есенските, се разбира, и Скопско лето. Ние сакаме да ја продолжиме, традицијата и на Blues Soul фестивалот, значи сме во големи подготовки за тоа. Имаме и некои други проекти кои што не би ги открила сега, меѓутоа сме во комуникација веќе со интернационални уметници. Одлично, баш ми е драго, особено ми е драго за
буквално можам да кажам за скопската публика, за македонската публика, една манифестација, еден музички спектакл на времето важеше Blues and Soul Festival, така да сосема ве поддржувам во тоа и се гледаме во следна прилика, за да ги најавиме се оние настани што некако не сакавте да не ги откриете докрај, верувам дека не се докрај и повелете на концерт. Ви благодарам за гостување. Благодарам вас.